Стартува играната серија Семејството. Го гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Филипче не се откажува од техничка влада. Мицковски не се откажува од лидерска средба. Завршува изборната кампања. Од вечерва на полноќ стартува молкот. Во недела избори во Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и Маврово Ростуше. Водата се повлекува, но состојбата се уште е критична во Кичевско. Од утре стартува пријавата на штети. Се санира состојбата по поплавите во Охрид. Глипотија полни инфективната клиника. Неколку пациенти на кислородна поддршка. Најтешка слика кај хронично болните. Врховниот лидер на Иран го обвини Трамп за масовните протести. А во тема на денот вечерва за лидерската средба, потребата од техничка влада и можноста за предвремени парламентарни избори, ќе разговарам со директорот на Македонскиот центар за меѓународна соработка Александар Кржаловски. Останете со нас. Лидерот на СДСМ со остри критики се спротистави на планот на Мицковски за лидерска средба и укинување на техничката влада. На брифинг со новинарите им порача на сите кои ќе се појават на средбата дека со тоа даваат легитимитет на работата на Мицковски. Освен СДСМ, за сега најголем дел од партиите потврдија присуство на средбата, на која очекуваат покрај за укинување на техничката влада да се разговара и за други теми важни за граѓаните. Катерина Нешкова ги има информациите. Филипче не се предомислува. Нема да оди на лидерскиот состанок кај Мицковски закажан за 14 јануари во клубот на пратениците. Според него, секој што ќе се појави таму само ја легитимира власта која сака да избега од одговорност преку распишување нови предвремени избори. Не одстапува ниту од техничката влада, која според него представува светлина и гаранција за фер и демократски избори. Кој оди на состанокот, кој што го иницира премиерот Мицковски, е поддржувач на изолацијата на земја и дава легитимитет на сите антидржавни политики. И што е најлошо, дава легитимитет на криминалот и на корупцијата. Кој оди на таков состанок јавно се декларира дека е соработник на тендер коалицијата. Време е да се знае кој е за Македонија, а кој е за криминал и корупција. Да знаеме кој е за изолација, а кој е за прогрес и за интеграција. И поради сето тоа за нас Европската Унија нема алтернатива. И покрај тоа што нема да учествува на состанокот, Филипче вели дека СДСМ не бега од дебата, но таа, како што најави, треба да се води во собранието. Иако не му се допаѓаат во целост реформските закони што ги предлага власта, тој вели дека СДСМ ќе ги поддржи. Сепак според него тие нема да го отворат евроинтегративниот пат на државата. Филипче оценува дека Мицковски води анти-ЕУ политика, дека со своите потези ги провоцира Софија и Атина. Единствениот начин да почнат преговорите со Европската Унија според него се итни уставни измени со кои бугарите би станале дел од уставот како заедница. Тој информираше и дека не му се допаѓаат измените во кривичниот законник, со кои се прави обид да се коригира грешката направена во времето на СДСМ и ДУИ, бидејќи, како што вели, казните за корумпираните функционери и понатаму се ниски. Во контекст на изборниот процес без опозицијски министер за внатрешни работи, Филипче го проблематизираше и проектот Safe City, посочувајќи дека не е јасно кој ќе ги поседува и како ќе се користат податоците за движењето на возилата. Според ВМРО ДПМН со ваквите ставови, Филипче не одбива само лидерска средба, туку и диалог и подадена рака за градење политички консензус за државните интереси. Го разбираме зошто е против реформите во правосудството и обвинителството. Докоска е исплашен од расчистувањето на кадри избрани од Бихачка, кои го штитат од одговорност за криминалот со 20% провизија за модуларните болници. Криминал што во Тетово одзеде 14 човечки животи за само 2 минути. За тендерите за набавка на јаглен за ЕСМ од фирма која му подарила луксузен джип Ауди. За вакцините во ковид периодот што сакаше да ги набави по цена двојно повисока од пазарната.
и тоа од компанија за тропско овошје, како и за низа други случаи, коментираат од партијата на Мицкоски. Од УИ се уште ја очекуваат официјалната покана од Мицкоски пред да одлучат дали ќе присуствуваат на средбата во клубот на пратениците и кои ќе бидат нивните барања. Левица не потврдува учество на состанокот, но од партијата веќе имаат став за прашањата што премиерот ги најави за дебата на лидерската средба. Укинувањето на техничката влада за нас е прифатливо, само доколку оди рака под рака со вистински, а не декларативни демократски реформи. За почеток, воведување една изборна единица како единствен начин секој глас да вреди еднакво. Вториот услов е укинување на политичката цензура и обезбедување еднаков пристап до медиумско представување на сите политички субјекти, велат од партијата на Пасиев. Коалицијските партнери на ВМРО ДПМН, Знам и Вреди веќе се изјаснија дека во среда ќе присуствуваат на средбата во клубот на пратениците. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Председателката Гордана Силјановска-Давкова ги предложи Сузана Јошевска-Анастасовска и Арлинда Кадриш-Хиновиќ за членови на Судскиот совет, потврдија за Сител од нејзиниот кабинет. Предлогот следи откако минатиот месец во собранието беше изгласан новиот закон за Судски совет. Арлинда Кадриш-Хиновиќ, универзитетска професорка, која академската кариера ја градела на факултетот за правни и политички науки при ФОН, како и на приватниот МИТ универзитет. Беше и член на комисијата за помилување на Силјановска во составот кој си поднесе колективна оставка по спорното помилување на членот кланот Барн. Сузана Јошевска-Анастасовска е истакната адвокатка со долгогодишна пракса и позната на јавноста преку нејзините професионални оценки и анализи за состојбите во правосудството. Советот на јавни обвинители ќе проверува дали премиерот ја нарушил самостојноста на обвинителката Ленче Ристовска, откако таа поднесе представка и побара извинување од Мицковски. Ристовска очекува Советот да ги потврди нејзините тези. Од владата пак велат дека се зачудени од реакцијата на обвинителката, оти премиерот не ја споменал со име и презиме. Советот на јавни обвинители ќе разгледува представката на обвинителката Ленче Ристовска против премиерот Мицкоски, па ќе решава дали ќе постапува. Таа вчера реагираше на наводите кои премиерот ги изнесе во интервју, каде говорејќи за последните измени на кривичниот законник, Мицкоски без директно да ја спомене Ристовска, рече дека поранешен припадник на поранешното СЈО бил најгласен противник на измените, нарекувајќи ја медиокритет. Првиот човек на Советот на јавни обвинители вели дека го добиле писменото известување од Ристовска, прво ќе го разгледуваат, па потоа ќе решаваат дали има основ да постапуваат. Советот, согласно закон, ќе го разгледа и ќе одлучува по представка или по известувањето. Не можем ништо као заклjuč да кажем, ќе видимо. Советот ќе одлучи, ќе видимо. Според правилникот за обезбедување и гарантирање на самостојноста на јавните обвинители на кои се повикува Ристовска, ако комисијата или Советот утврдат нарушување направено од носител на јавна функција, заклучокот со препораките ќе доставуваат до владата или собранието. Покрај писмено известување до Советот на јавни обвинители, Ристовска писмено му се обратила и на премиерот Мицкоски со барање за јавно извинување и повлекување на спорните наводи, но одговор нема добиено. Не добив извинување од председателот на владата. Од Советот очекувам да постапи според своите надлежности и да утврди нарушување на самостојноста во вршење на мојата јавна обвинителска функција, бидејќи нападите доаѓаат од некој кој е законски застапник на политичка партија, опфатена со кривични постапки по кои постапувам како јавен обвинител, вели Ристовска за Сител. Од владата пак се изненадени како Ристовска се препознала во интервјуто. Премиерот Христијан Мицкоски во интервјуто не ја спомена Ленче Ристовска со име и презиме. Тој говореше за медиокритет и чудно е како Ленче Ристовска се препознала во тоа интервју, велат од владата. Судирот помеѓу премиерот и Ристовска трае подолг период, откако владата минатата година ја поништи листата на кандидати за судија во Страсбург, на кој беше и поранешната специјална јавна обвинителка. Во тој период Ристовска секојдневно беше дел од соопштенијата на владеачката партија, каде ја нарекуваат звезда на пропаднатото СЈО. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Вечерва на полнок стартува изборниот молка, во недела жителите на Гостивар, Маврово Ростуше, Врапчиште и Центар Жупа ќе гласаат за нов градоначалник, откако во октомври немаше цензус. По измените во законот, во недела ќе биде избран градоначалник во сите 4 општини, бидејќи за тоа ќе биде потребно само мнозинство на гласови од излезените избирачи.
По неуспешниот прв обид поради недоволна излезност, жителите на Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуше и Центар Жупа во недела повторно ќе гласаат за градоначалник. Но овие избори, за разлика од октомвриските, нема да се применува цензус за излезност, што значи дека градоначалник ќе биде избран со мнозинство од гласовите на оние што ќе излезат на гласање. Право на глас на 11 јануари ќе имаат околу 128.000 граѓани. Во Центар Жупа на избирачкото ливче ќе стои само едно име. Аријан Ибраим од Демократската партија на турците е единствениот кандидат, откако неговите против кандидати од првиот круг се повлекоа. Ибраим е добро познат на локалната јавност, а зад себе има 2 градоначалнички мандати, а по пропагањето на изборите беше назначен и за повереник од владата. Во неголемато 4 општини Гостивар политичката трка доби нова динамика. Коалицијата Вреди влегува со нов кандидат, Невзат Бейта, поранешен градоначалник и екс-министер од редовите на ДУИ, но во оваа трка тој настапува со коалицијата Вреди. ДУИ пак го поддржува Вајбон Лимани, кој во првиот круг освои значително повеќе гласови од против кандидатот на Вреди, односно 16.949 гласа наспроти 4.221 глас на кандидатот на Вреди. Во Врапчиште, каде гласаат околу 27.000 избирачи, ДУИ настапува со Исан Шабани, поранешен градоначалник кој по трет пат ја бара довербата на граѓаните. Негов против кандидат овој пат е Зулхајрат Демири, поддржан од група избирачи. Првиот круг покажа убедлива предност за Шабани. Во Маврово и Ростуше повторно се соочуваат истите имиња. Онер Јакуповски, поддржан од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, и Јанес Ахмети од СДСМ. Во првиот круг Јакуповски имаше предност, но недоволната излезност ги поништи резултатите. Ова општина и Центар Жупа и во минатото се соочуваа со вакво сценарио, а градоначалник добива дури по повеќе кратни изборни обиди. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Во тема на денот вечерва, како што најавив, разговарам со директорот на Македонскиот центар за меѓународна соработка Александар Кржаловски. Кржаловски, добро вечер и благодарам што сте со нас. Добро вечер, честитки да гледачите за празниците. Кржаловски, со сериозни политички теми некако стартуваше годинава или такви се најавите? Премиерот Мицковски најави лидерска средба која планира да се одржи на 14 јануари. Филипче 2 дена поред одбива таква средба под изговор дека не сака да разговара со криминалци или да седне на иста маса со криминалци. Би имало ли некаков резултат или ефект од лидерска средба на која што нема да учествува Венко Филипче? Па да почнем од последното, веројатно не многу, пошто сепак тоа е најбитното и во поразвиените демократии редовната пракса на средба на премиерот со лидерот на опозицијата, дури некада се и законски решени тие работи, да дури еднаш неделно да се среќаваат, или тоа да се прави преку пратенички прашања кои кај нас еднаш месечно, например во Британија еднаш неделно, и лидерот на опозицијата има 6 прашања директно до премиерот да постави како примери на поразвиени демократии. За жал, кај нас се уште и после сите овие години сме далеко од тоа и нивото на комуникација и од рекови од едните од другите не доликува, особено и во ваков празничен период некако продолжува на ист начин да се одвива политичката дебата, ако воопшто може така да се нарече. А со толку обвинувања за корупција, барем една кривична пријава да видовме, ќе може ќе тргнеше работа за која двете партии се залагаат наводно за борба против корупцијата, ќе зборуваме подоцна, не е баш така. Апсолутно. Која е главната причина за одбивањето од страна на Филипче според вас? Дали е тоа што не сака да седне на маса со криминалци како што обвинува, или главна пречка е идејата за разговарање за укинување на техничка влада? Не можеме да навлегуваме во причините, она што беше кажано на брифингот и на пресконференцијата, ги поставува, да речем, некои аргументи, ако не држи многу, бидејќи тие сега го разговарат во парламентот, ако ништо друго на пратеничките прашања и се состануваат, и не е начин па дури да се праќа некаква порака за ако има криминалци, има постапка, нека се поднесе кривична пријава за сето тоа што е наведено и во едното и во другото соопштение, да видиме што ќе биде, а не вака навикнати сме на пресконференции со години се зборува, а реално нема случаи во правосудството и во обвинителството, многу случаи, секоја година се помалку од 100, а бројките за корупција кажуваат огромна
како да речем, огромен притисок на корупција секој трети граѓанин. Така да не гледам поента да не се среќава, да не се зборува, па и во ваква форма. Се критикуваше формата на лидерска средба како не баш стандарден дел од демократските практики. Во парламентот треба да се зборува, ама нема зошто да не се зборува. На крајштата и многу од работите, па и пржинската влада, така се договори на крајот на крајштата. За самата пржинска влада веќе подолго време имаше расправа дека е време да се укине. Но веројатно кога се на власт не им одговара да има пржинска влада, кога се во опозиција нешто поинако. Шансата беше кога ВМРО понуди како опозиција да нема веќе така и треба се пропушти, не знам зошто, за последни избори можеше тоа да се направи, кога веќе опозицијата го предложи тоа, сега да се му смета како опозиција дека не треба и очигледно нема да се случи тоа. Иако, како што рече премиерот, може да го направат, меѓутоа повеќето работи посебно поврзани со изборите, а пржинската влада е главно за поврзано со предизборниот процес, се прават сепак со консензус и мислам дека ќе се почитува тоа, но сепак треба да се разговара. Мислите дека Мицковски не би влегол во таков ризик да ја укинува пржинската влада без согласност од Филипче? Па мислам дека не, генерално нема потреба. Мислам дека колку и да се препукуваат еви на овој начин, сепак за изборните правила има консензус и генерално секојаш се почитувало тоа да има согласност од сите партии за промени во изборниот процес. Сега Филипче вели дека ова само го потврдувало она што неговата партија го говори, дека владеачкото мнозинство се подготвува за предвремени избори. Ви личи ли вас дека власта се подготвува за предвремени избори? Па не баш и не гледам посебна причина. Така беше најавувано и пред локалните избори, па дури и после исто такви резултати. Сега владината коалиција има причина да стимулира такво нешто или да форсира за да зајакне плюс позицијата и во парламентот, но како што рекоа и самите, скоро се блиско до двотретинско мнозинство. Веројатно тоа може да се постигне ако баш мора, со 3/4 пратеници да преминат од опозицијата, отколку да се прават предвремени избори, така да лично не верувам и не сметам дека ќе се случат или дека има сериозни намери владеачката коалиција сега да размислува за нови избори. Колку има според вас намери власта да ја реализира реформската агенда? Од она што е познато до сега само еден закон помина во собранието, законот за судски совет, многу мал процент од тоа реформска агенда е реализирана. Може ли да се очекува нешто во оваа година? За жал не се заврши годината како што најавуваше премиерот, односно не се донесоа, се поднесоа неколку од битните закони од таа реформа, но не се допрва треба да следи парламентарниот процес и како што видовме со некои други закони кои се закочени заради балансираното мнозинство, закон за локална самоуправа на пример, ќе има очигледно нема толку лесно да оди тој процес и ќе потрае. А ние веќе ни поминуваат нови 6 месеци за нови работи што треба да се прават според реформската агенда во овој период. Доцниме во таа смисла. Не е невозможно да се стигне, но очекувањето беше дека уште овие 6 месеци што поминаа ќе стигнеме голем дел од тие работи да се стават во функција, односно да се донесат во парламентот. Тоа не се случи. Ќе видиме колку ќе се забрза, особено ако се оствари ова стравување дека ќе се оди на предвремени избори. Се надевам нема тоа да се случи, дека целиот напор ќе биде токму на реформската агенда и на некој начин демонстрација на оваа влада дека и покрај никаквото придвижување на работите во однос на Бугарија и прашањата кои се спорни таму, дека барем сето друго што е поврзано со евроинтеграциите ќе се спроведува. Може ли лидерската средба на која што треба да присуствуваат и представници од ДУИ и од Левица и од сите пратенички групи кои што имаат во собранието политички партии да помогне за придвижување на тој процес? Па секако, секој диалог е особено меѓу релевантните политички партии ќе придонесе за таа, пак ќе споменам примерот што го кажав, многу почесто треба да се случува тоа. Во парламентот не само да се расправите за законите кои се ставени на дневен ред, туку за целата ситуација
во државата и особено постигнување она што долго време го кажувам, особено од Преспанскиот договор, дека уште тогаш се пропушти приликата за постигнување национален консензус и сметам дека мораме тоа да го направиме, зашто ваквите препукувања одат на воденицата на Бугарија, дека и на непридвижувањето на европскиот евроинтегративниот процес, бидејќи разделеноста покажува дека нема причина другата страна било што да попушта. Само ќе треба почека некој друг да дојде на власт да се случат промените што се очекуваат и ние со не усогласена позиција, едноставно не е послаба позицијата без оглед која е на власт. И сега морам да ве прашам, затоа што Мицковски не се откажува од најавата за испраќање покани до лидерите на политичките партии, дали каква порака ќе испрати ако седне на маса со сите останати, а го нема Филипче на таа маса? Секако не е многу добра, но повеќе ќе биде, како се вика, полоша ке пораката од Филипче, ако не се појави, а сите други дојдат. Не гледам некоја посериозна аргументација за да не се прави тоа, што не треба ни во парламент да се, што е разликата. Така да мислам дека треба, ако веќе се закажува, треба да се одржи, да присуствуваат сите и да се прават обиди за национален консензус. За жал, риториката и на едните и на другите не помага да се стигне до елементарно разбирање, камоли па да консензус за битни прашања. И сега рековте уште на почетокот дека и двете страни меѓусебно се обвинуваат за тоа кој го контролира судството во државата, за борбата со корупцијата. Меѓутоа, вие пред крајот на годината излеговте со едно истражување во однос на перцепциите на граѓаните за состојбата со корупцијата. Еден многу загрижувачки податок имаше таму дека 45% од граѓаните би дале корупција, би подплатиле ако треба да завршат некаква работа. Ова некако според мене значи дека граѓаните некако се навикнаа да живеат во корумпирано општество. За жал така е и скоро сите параметри се влошени во однос на не на секој 2 години го правиме ова и например коруптивниот притисок што не е само перцепција, туку е виктимолошка анализа, односно се прашаме дали ви било побарано мито и дали сте дале. И тоа е зголемено од 37 на 36%. Значи, секој трети граѓанин, тоа е пола милион луѓе се на некој начин нешто направиле. Ситно, ама им било побарано дали. И она што го кажавте и вие, и скоро пола сметаат дека така треба. Нема друг начин да се заврши елементарна работа во државата и тоа е најголемиот проблем. Двете партии викаат тоа, ама со години ова не се менува. Она што е индикативно за ова и различно е што всушност довербата кој може да направи нешто е зголемена во владата и во МВР. И МВР и претходно имаше најголема доверба, например Државната комисија за спречување на корупцијата е останата на 37% доверба дека може нешто да направи. Толку било и пред 2 години, ама на владата е скоро дуплирано, на околу 40 и нешто, некој процент, а МВР дури 50%, биле 37, сега 50. Значи, има зголемено очекување дека оваа конкретна влада, оваа владина коалиција може да направи нешто. Ама, од друга страна, реалната ситуација е влошена и генерално подложноста или песимизмот на граѓаните останува дека сепак нема да се смени многу и ваквиве соопштенија фактички одат во прилог на тоа дека нема многу да се смени. Наместо се препукуваат со соопштенија, нека поднесуваат кривични пријави, бидејќи пак споменав помалку 100 пријави има, а помалку 10 осудени за корупција. А ако пола милион биле вклучени, кај е разликата? Дури да претеруваат, пак е огромна разликата на активната борба против корупција. Сега се под притисок и државниот јавен обвинител поднесе оставка дента кога требаше да одлучува собранието за негово разрешување. Во една ваква ситуација очекувате ли дека власта може да испорача подобри резултати во борбата со корупцијата во ситуација во година кога треба да избере нов државен јавен обвинител? Па останува болка правосудството и обвинителството и тука пак дури нема ни, мислам дека дел од проблемот што не се случува многу е дека имаше разлика меѓу планот на ВМРО ДПМН на изборите 2024
тоа што сака да го направат по-радикална реформа во судството и она што Европската унија го препорача, но не се оди толку радикално како Албанија, например, со ветинг на судиите, па останаа со 8 судии, сега се друго се тргна. И тоа направи ново закочување на судскиот систем таму, иако донесе и добри резултати во таа смисла. Но имаше разлика и не гледам дека тоа е разрешено, односно предпоставам се повлече ВМРО ДПМН да се прилагоди повеќе кон очекувањата или препораките од мисијата што беше на Европската унија, како да се разреши. Еве имаме закони од таа област, вклучително кривичниот законник, кој пак, како што обвини лидерот на опозицијата, пак има одредби кои не се целосно. Значи, или ќе го правиме кој што треба, или да не го правиме воопшто. Пола од работите што се прифатени, окей, ама дел од работите што се препорачани, зошто да не се вклучат кога веќе се прави темелна реформа. Додуше и КБЦ и СДСМ, бидејќи во нивно време се донесат тие кривични измените во кривичниот законник за застарат побрзо постапките, така да немаат многу право да мислам секако имаат право да коментираат, ама треба да се осврнати зашто се направи тоа во 23-та година, која е главната забелешка од Европската унија. Така да имат доста работа. Ето уште една причина да се зборува и да се постигне консензус како тоа да се направи и да се тргне во решавање. Да се тргне напред. Сега го оставив последно затоа што впечатокот е дека европските интеграции се некако на последно место во приоритетите за владата. Таков е впечатокот во јавноста. Што може да очекуваме во годината пред нас во однос на европските интеграции? Филипче денеска кажа јасен став, вели дека треба да се усвојат уставните измени. ВМРО ДПМН е некако започна лоша политика со Бугарија. Очекувате ли нешто да се промени? Мислам дека првото барање на Филипче всушност за лидерска средба беше токму за ова, да се постигне да се разговара, така да ето уште една причина е тоа да биде на дневен ред на лидерската средба и да се дојде да се разговара за тоа, бидејќи точно е дека нема поместување. ВМРО ДПМН ше заправо проба да ги направи сите работи што рече дека ќе ги направи во предизборната програма, да се обиде со одложено да се донесат уставните, но со одложено дејство, да се промени преговарачката рамка или протоколот 2 да се исфрли од нејзе и такви некои или добра волја да покаже Бугарија. Тоа ништо не успеа очигледно и пак ќе речем нема причина Бугарија да направи отстапки, особено што покажа дека нема волја да ги направи во овој период, така да останува да видиме се што ќе правиме ние со торпедирање на сите тие предлози. И пак ќе речем мора да има консензус, зашто ако настапи ВМРО ДПМН на седни позиции, ама ја СДСМ со други, Бугарија ќе рече договорете се, па после ќе може да разговарам. И за жал нема да има поместување. У секој случај мора ние да тераме реформската агенда, тоа е независно од пристапниот процес, односно од уставните измени, дали ќе се донесуваат или не, тоа мора да се тера, односно ние да си ја напишуваме домашната работа, за да не добиеме кец за други работи, како што веќе добивме минатиот извештај на ЕУ и од наместо 75 милиони евра добивме само 16. Така да тие работи барем не треба да се спорни и треба да си го фатат, да фатат динамиката и нормалниот тек и да го искористиме тој план за раст и реформска агенда. Да, прилично јасни се работите. Кржаловски, благодарам многу за гостување. Благодарам. 75-годишната скопјанка која денеска околу пладне беше прегазена на улицата Народен фронт во Скопски центар, попладнево им подлегнала на повредите, потврди од клиничкиот центар. Возачот кој удрил во неа веднаш по несреќата побегнал и се уште е недостапен за истражните органи. Од МВР информираа дека околу пладне во СВР Скопје било пријавено дека на улицата Народен фронт патничко возило удрило во пешекот љј, пошто возачот го напуштил местото на настанот. Повредената била пренесена во комплексот клиники Мајка Тереза, но попладнево починала. Според првичните информации станува збор за жена на возраст од 75 години. Несреќата се случила на дел од улицата каде нема обележан пешачки премин. И по неколку часа од трагичниот настан се уште се видливи траги од крв на коловозот. Дел од жителите велат дека сцената била вознемирувачка.
Денеска во 11 часот и 30 минути во секторот за внатрешни работи Скопје е пријавено дека на улица Народен фронт во Скопје патничко возило удрило во љ и го напуштило местото на настанот. Повредената со возило на итна медицинска помош е пренесена во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје за укажување на лекарска помош. Веднаш по добиената пријава на местото на настанот е упатена екипа од секторот за внатрешни работи Скопје и се преземаат мерки за пронаоѓање на возачот и возилото. Двајца мажи на возраст од 30 години, жители на Скопје, синоќа се пронајдени без знаци на живот во викендичка во гостиварското село Горна Ѓоновица, потврдуваат од секторот за внатрешни работи Тетово. Случајот бил пријавен во полицијата доцна синоќа нешто пред полноќ, пошто веднаш била испратена екипа на терен. Лекар кој пристигнал на местото на настанот ја констатирал смртта, при што според првичните информации не биле забележливи видливи траги на насилство. Станува збор за лица со иницијали ТЈ и ИН, двајцата на возраст од 30 години. По наредба на јавен обвинител, телата се предадени на обдукција, која треба да ја утврди точната причина за смртта. Увид на местото извршиле јавен обвинител и полициска екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Сите човечки и материјални ресурси се ставени на располагање за санирање на штетите по поплавата во Охрид, критично и во Кичево, каде водата се повлекува, но се уште не може да се влезе во домовите на евакуираните граѓани. На располагање ставени сите човечки и материјални ресурси за санирање на штетите од поплавите во Охридскиот регион. Во населбата Далјан екипи до доцна во ноќта биле ангажирани за принос очување на водата кон езерото, како и за испомпување од подрумите, дворовите и деловните простори, а се интервенирало и Орман, Железничка, Горнола, Кочере и на сите оние места каде имало поплави. Градоначалникот Пецаков најави обештетување на погодените од поплавите. Најбитно е да осредиме проблемот со поплавата. Понатаму тие ќе имаат можност во соработка со општина да бидат обештетени нормално за одредени работи кои што се случиле со поплавите врз основа на она што ќе биде заприметено на терен. Охриѓани вела дека не паметат вакви поплави во домовите. Па сноши до касно време бевме тука до 12 до 24:00 да кажам. Ужасно. Значи, Охрид не се памти во моите години вакво не време. Старава се излезе сама, довдека вака негде до пола беше. Стариот ние со луѓе дојде уште 2-3 го кренавме, заш болени од скероза. Едва и онаквивме и стајавме. Па ќе видиме сега ако успееме да чистиме нешто, ако не ќе мораме негде или кај мизо негде да онаквет неколку дена дури да се расчисти тоа, иначе нема во живот ваков не. Во Кичево пак водостојот на реките се намалува, но на одредени локации состојбата се уште е критична. Огромни штети има претрпени објектот каде се одигруваат фудбалски надпревари, велат од раководството на фудбалскиот клуб Влазрими. Лоша беше, ти кажа. Едва влегом, влегом натре. Па и земна. Машини, све още таната се, сега ќе видите. Во околу 120 лица од улицата Прилепска и натаму се евакуирани и сместени во спортската сала Христо Озунов. Во текот на утрешниот ден ќе се изврши увид на оштетените објекти. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Освен ординациите на аматичните лекари, грипот ја полни инфективната клиника. Помеѓу хоспитализираните има и пациенти на кислородна поддршка. Околу 300 прегледи на пациенти со симптоми на грип и 12 хоспитализирани поради компликации од вирусот бележат на клиниката за инфективни болести само после Нова година. Неколкумина кои се на болничко лекување се на кислородна поддршка, а едно лице на интензивна нега во потешка состојба и е на апарати за дишење. Тоа се претежно пациенти со хронични заболувања, со коморбидитети, кај кои била потребно хоспитално лекување. Повеќето од нив се во посложена клиничка слика. Ви реков дека само еден од нив е во потешка клиничка слика, која одговара на пациентот што се лекува во оделот за интензивно лекување. Кај другите пациенти, неколку од нив се
со кислородна поддршка на минимална концентрација, а другите се без кислородна поддршка. Хоспитализираните пациенти се на возраст од 18 до 65 години и не биле вакцинирани против грип. Кога се отежнува клиничката слика, тогаш се освестуваме колку значи имунизацијата. Претежно се пациенти кои не се вакцинирани против сезонски грип и можеби затоа потешко ја го поминуваат грипот и кај некои за жал и се усложнува здравствената состојба. Директорот на инфективна очекува и наредниот период да се зголемува бројот на пациенти со компликации од грип, бидејќи пикот доправа доаѓа. Александар Динев, Сител телевизија. Представувајќи се како ортопед, успел во 2 дена да измами возрастни граѓани од Штип и Виница и да им наплати над 1 милион денари за наводна итна операција на нивни блиски. Представувајќи се како лекар-ортопед, за 2 дена измамил по возрастни граѓани од Штип и Виница, при што успеал да им земе вкупно 1,13 милиони денари. Жртви на измамата се 77 годишна жена од Штип и нејзин врсник од Виница, при што сценариото и во двата случаи било идентично. Жената од Штип пријавила во СВР дека непознато лице, представувајќи се како лекар, телефонски ја известило дека нејзината сестра се наоѓа во болница поради скршеница на нога и дека итно е потребна операција со вградување шипки. Под изговор за итна интервенција, од неа биле побарани и одземени 700.000 денари. Идентична измама е пријавена и од 77 годишен жител на Виница. Тој вчера се обратил во полиција, откако лажниот лекар од него зел 430.000 денари, убедувајќи го дека неговата ќерка е хоспитализирана и дека е неопходна итна хируршка интервенција. Според пријавеното, лицето телефонски се јавило и се представило како лекар, информирајќи дека член на семејството е во болница поради скршеница на нога и дека е потребна операција со вградување шипки. По договор, оштетениот во неколку наврати ги оставил парите на договореното место. Откако подоцна бил контактиран од својата ќерка, сватил дека станува збор за измама, информираат од СВР Штип. Ваквите измами најчесто ги таргетираат повозрастните лица, кои под притисок на страф и вознемиреност за своите најблиски реагираат импулсивно и без проверка на информациите. Иако сценаријата се менуваат, моделот останува ист – лажно представување и создавање чувство на итност. Од СВР Штип апелираат граѓаните да бидат внимателни и секој сомнителен повик веднаш да го пријават, додека полицијата интензивно работи на целосно рачистување на двата случаи. За Сител, Трајан Ристовски.